Evropa mirno daleku gleda, ne vidi kako strada čeda. V srce je ta korava, ledna, Makedonijo bedna. Čoveštvo to, zar v 20. vek za tebe nema ni troška lek, da sotre toa zlostorstva gadni, Makedonijo stradna. Борбата на македонскиот народ за национално и социјално ослободување при крајот на 19. век и во почетокот на 20. век најде на мощне топол одглас на симпатија и солидарност во редовите на напредната европска и југословенска јавност. Херојската борба на македонците пред, за време на Илинденското востание и по него придонесе уште повеќе да се зголеми интересот за Македонија, за македонското прашање, за македонската кауза воопшто. За праведното македонско ослободително дело се застапија голем број европски и југословенски општественици, корифеи на науката и културата, мајстори на убавата поетска реч. Тоа значеше многу за афирмацијата и еманципацијата на македонската борба за слобода. Илинденските револуционерни настани ја возбудија и ја разбрануваа совеста на писателите и поетите, кои беа поттикнати да ги заштитуваат онеправданите и поробените во името на слободата и правдата. Со тоа започна да се создава еден своевиден македонски циклус во уметничката литература. Овие напори за уметничко обликување на мотиви од Македонија станаа присутни уште пред Илинден, сочинувајќи го комплексот за прометејскиот чин на храбрите, кој во Илинденската револуција го достигна својот возвишен дострел. Clovis Hugues, pour les Macédoniens. La Macédoine est rude et belle, et là sur elle, le linceul des grands morts chantés dans les grands vers, la beauté du soleil et l'ombre que fait l'aile des ramiers en volant parmi les coteaux verts. Dans les creux des vallons, par les bois et la plaine, elle est comme une tente aux multiples couleurs. Под грд покров мртовечки лежи оваа земја, Македонија, сурова, лична, во стих опеана, среде сончева убавина, во сенката темна на раскрилени гулаби, зеленина облеана, среде долини, гори, среде рамнини, лаки, таа личи на шатор си од бои и шарки, кај што карванот човечки по долг пат и маки легло си направил, од камарки, од угарки, од глуварки. Луѓето, јунаци вистински, жените, китки бели на трендафили рајски збрани во вечно лето. Нежно премрежена сонува земјата в горије таинствено кај што боровите ветрот ги буди, а сладострасното и добро Егејско море ја прегрнува неа милозливо и сјај златобулен и нуди. Туку, штом си го исполни земјата сето тоа, таа со венец од овошје и класје вршчело замелушена, чумки се стаписа. Шум слушна од кај гробиштето среде невината ноќ, близу до зидот срушен. Турчинот е тука. Паѓајте раси, легнете в гроб, кај вашиот предок сонува.
Што ли си мислеше, старче, онаа вечер ко порој кога ги виде на зајсонце внуците своји како со восклик на љубов и победнички зборои кон гробот ги придружуваа чекорите твои? Па добро. Откако со кама остра чумки зверка ке ти го прониже срцето и бол во него всели, ке ти ја камшикува турчиното безчестената керка со камшикот од твоите коси откинати и бели. Сестро на Јулија, немој од балкон да мигаш. Бакнежот ти е поевтин од цвеќето на крвта твоја. А ти, Европо, гледаш и оставаш да ријат. Како се раѓаше ти да се сетиш, нели можеш? Турбаните што кокардите ти ги засенија од злато сончево беа извезени, Божем. Што мислиш? Кажи, бледа си искрај в краја. Оружје држиш в рака, но таа ти се кочи. Топовите твои што сакаат, кога ниту знаат да джавнат како пцето по трага на крвав злочин? Не без друго јас не икјам да ги испраќаат на клање синовите на Аллах зад коранот што кријат злости. Јас ги оплакувам мртвите при мудро умирање, но имам милости за джелатите прости. Но ти можеш, знам, Европо безумна, нема, без ниедно да кренеш бојно знаме да му ги покажеш на султанот што на подбив те зема твоите страшни заби од шалитра, од челик и од пламен. Ке видиш тогаш кај бегав джашен, како палјачо, со грб несигурен, со страв во коски, со очи што уплав кријат, од една закана, без врака меч да стегаш, сал стап на кој знаме ветровите вијат. Ангажманот на писателите и на поетите кон презентирањето на македонскиот живот и борба се трансформира во спремноста на мајсторите на поетската реч да застанат во одбрана и заштита на македонското дело. Тие настапуваа со ораторска елоквентност на многобројните промакедонски манифестациони собири, кои се организираа низ цела Европа и Америка, при што се користеа мотиви од епската борба на македонскиот народ. Во агитацијата и популаризацијата на македонското ослободително дело учествуваа најкрупните фигури на европската наука, култура и уметност. Во оваа благородна дејност челното место го зазема Анатол Франс, за кого Максим Горки рекол дека е наполно рамен на најголемите гении на сите земи и чиишто величествен опус го представува почетокот на една нова епоха. Тој одиграл видна улога во развивањето на македонофилското движење во Франција и активно учествувал на сите митинзи за Македонија, кои во оваа земја се организирале пред, за време и по Илинденското востание. Тој со силни релјефни зборови живо ја бранел македонската правда. Заедно со социјалистичкиот трибун Жан Жорес се залагал за поангажирано афирмирање на борбата на македонците за слобода, залагајќи се за правилно решавање на македонското прашање. Во оваа промакедонска агитација, инспирирана од Илинденското востание, се вклучили и голем број други европски писатели и поети. Во оваа манифестација учествувал и авторот на Војна и мир Лав Толстој, а исто така и Максим Горки, кои го презеле мощни интересниот потват да подготват албум за Македонија, со цел да соберат средства за настраданите во Македонија за време на Илинденското востание. Пеју Јаворов, хајдушка песен.